Днешната пресконференција е започнување на втората фаза на проектот Build Up Skills, обука на градежните работници за енергетска ефикасност. Нас ни е чест што како Стопанска комора на Македонија сме координатори на овој проект. Бевме и во првата фаза единствени, се надеваме дека и како бизнис заедница ќе го следат останатите примерот, бидејќи во оваа фаза сме единствени во рамките на ЦИП програмата, која што сега е наследничка Косме во следниот 7-годишен програм, да учествуваме на ваков вид на проекти. Ние како координатори, меѓутоа тука морам да ги напоменам исто така институциите учеснички во овој проект, тоа се Креација, Сдруженијето на бизниси и консултанти, Центарот за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој ЦЕПРОСАРТ, Центарот за образование на возрастни, Факултетот за електроника и информацијски технологии во Скопје и Факултетот за бизнис економија. Денес со нас да ги представам и се директорката Линдита Кјазими на Центарот за образование на возрастни на Република Македонија, како и професор доктор Христина Спасевска, која што е проектен координатор од Факултетот за електротехника и информацијски технологии, која што е директно инволвирана во проектот и за сите останати информации може и дополнително да продискутирате со неа. Што е она што е важно во оваа втора фаза? Денес, прочем, беше одржан и првиот состанок на управниот одбор на членките од конзорциумот во Република Македонија. И што е она што е важно во целиот овој проект е тоа што во рамките на оваа втора фаза проекти ќе се реализираат во 20 земји од Европската унија, меѓу кои и во нашата земја, а целта на оваа иницијатива е да се постигнат таргетите на Европската унија, односно стратегијата на ЕУ 2020, каде што Македонија има пропишана заштеда на енергија од 14,5%, а стриктно кога зборуваме, бидејќи затоа сме и денес тука и проектот е и таков за обука на градежните работници за енергетска ефикасност, нашиот процент кој што треба да го постигнеме до 2020 година за заштеда на пропишаната процентот во рамките на оваа стратегија, заштеда на енергија е 36,13% во градежниот сектор. Она што сакам да го истакнам во рамките на овој проект е дека проектот е со буџет од 400.000 евра. Проектот трае 20 месеци, почетокот е јули оваа година, а завршува во март 2016 година. Воведувањето на квалификации, зашто впрочем има континуитет прва фаза и втора фаза од проектот. Во рамките на првата фаза на Build Up проектот се детектира неколку занимања, неколку области кои што Република Македонија како таргети треба да ги постигне во следниот период и како таргет повторно на оваа ЕУ стратегија 2020 за до 2020 година во градежниот сектор на Република Македонија треба да се опфатат, односно да има квалификувани од 9.800 до 16.000 работници во градежниот сектор кои што ќе бидат стручни и кои што ќе работат во овој дел на енергетска ефикасност. Во првиот дел од фазата на овој проект се направија неколку документи, се направи анализа и се направи водиш за следниот период од она што беше како детектирано како квалификации или вештини кои што Република Македонија треба да ги обрне за следниот период, а повторно за обука на работниците од градежниот сектор за енергетска ефикасност. Беа детектирани 5 занимања во градежниот сектор, а тоа се занимања во областа за фасада, за столарија и застаклување, за кров, енергетска инфраструктура и грејење, вентилација, ладење и системи. Впрочем, целта на овој проект е до лимитот на завршување на проектот после 20 месеци да бидат стручно оспособени, односно со претходните знаења градежните работници од енергетска ефикасност да им се валоризира нивното знаење на 1000 работници од градежниот сектор кои што ќе добијат сертификати.
и истите ќе може да ги искористат за работа не само во Република Македонија, туку и во Хрватска и во Словенија. Она што е многу важно е следното: со овој проект можеби ќе бидеме единствени не само во нашата земја, туку и во Балканот, па и пошироко. Ќе се воведе систем на препознавање на претходното знаење и искуство. Значи, што е она што сме горди во овој проект, дека кога ќе се отвори јавниот оглас, ќе бидат опфатени 1000 градежни работници, за кои што не треба да се врши дополнителна обука, туку нивното претходно знаење ќе биде препознаено и ќе биде сертифицирано. Тие ќе треба да достават документи со кои што ќе го покажат нивното знаење и искуство во оваа област. Меѓутоа, со стручните тимови кои што ќе бидат од конзорциумот, а благодарение на овој проект ќе им биде валоризирано нивното знаење и ќе бидат доделени за нив и за нивното знаење сертификати. Тоа е едната фаза. Другата фаза е ќе имаме обучена работна сила која што ќе гради секако енергетско ефикасни објекти, секако ќе ја подигнеме конкурентноста на градежниот сектор. Меѓутоа, исто така што е многу важно, ќе се отвори јавен оглас заедно со нас како членки на конзорциумот. Меѓутоа, тука морам да ги напоменам и сите инволвирани државни институции кои што се од едната страна, од другата страна се градежните фирми, градежните работници кои што ќе го имаат бенефитот од овој проект. Ќе се отвори значи јавен оглас за 200 тренери, односно обучувачи, значи кои што ќе ги опфатат сите овие 5 области, значи по 5 области 40 тренери ќе бидат обучени за време траење на овој проект, повторно за одржување на обуки на градежните работници за енергетска ефикасност, кои и по завршување на проектот ќе можат да го пренесуваат своето знаење на останатите кај нас во нашата држава. Дозволете ме накратко да кажам за улогата на Центарот за образование на возрастни во проектот обука на градежните работници за енергетска ефикасност. Одечи по тоа дека мисијата на Центарот за образование на возрастни е да креира модерен образовен систем за неформално образование согласно европските стандарди и да обезбеди и верифицира програми за образование на возрастни кои ќе им одговарат на потребите на пазарот на трудот. Исто така, согласно Законот за образование на возрастни се предвидува тесна соработка со социјалните партнери и одечи по таа соработка што досега сме ја имале со Стопанската комора на Република Македонија, произлегува и нашата улога како партнер на овој проект. Главните активности на Центарот во овој проект ќе бидат да даде придонес во мониторингот на процесот на обуките и исто така да даде придонес во развојот на моделот за признавање на претходни стекнати знаења во подготвувањето на процедурите и ќе придонесе да обезбеди сертификати за сите тие кандидати кои ќе бидат обучувани. Улогата на Центарот сакам да истакнам дека исто така ќе биде битна и после завршувањето на проектот, бидејќи ние не сакаме значи да остануваме само со оваа група на обучени вработени во градежниот сектор, туку заедно со Стопанската комора да ја разгледаме можността да ги верифицираме овие 5 програми, односно да обезбедиме одржливост на програмите. Така што се надевам со сите и други партнери ќе стигнаме успешно да го завршиме овој проект и навистина ќе дадеме придонес и одговор на барањата во градежниот сектор. Благодарам. Нашата институција, нашиот факултет учествуваше и во првиот Build Up Skills проект и во вториот Build Up Skills проект. Која е најглавната улога во овој проект на нашиот факултет, односно на универзитетот? Ќе пробаме во еден работен пакет да започнеме еден нов механизам за Република Македонија, доста амбициозен со оглед на тоа дека имаме мало население, значи 2 милиони луѓе, во рокот од 2 години да препознаеме 1000 работници, градежни работници, кои имаат некакви знаења и вештини од областа на енергетската ефикасност. Во државата постои, значи од 2013 година е донесен Законот за национална рамка на квалификации, каде што образованието се дели во 3 сегменти. Тоа е формалното образование, каде што работниците имаат дипломи или воопшто
може да се стекнат дипломи званични во формалното образование. Тука е неформалното образование, каде што дел од тие работници може би оделе на некакви обуки, добиле некакви сертификати и сега во овој проект сакаме да започнеме со еден нов механизам, се уште непознаница за Македонија, а која исто така во Европската Унија доста се протежира во последно време, тоа е препознавањето на информалното образование. Информалното образование е оно образование што секој човек го стекнува во текот на секојдневните активности. Значи, наша главна цел во овој проект е да ги препознаеме, значи прво да ги повикаме градежните работници, потоа да ги препознаеме нивните знаења и вештини. И на крај да видиме кои од нив можат да добијат сертификат од областа на енергетската ефикасност, а кои од нив треба да одат на понатамошни обуки. Во овој проект голем предизвик ќе ни биде токму работниците, односно работодавачите, да ги натераме, односно да направиме кампања тие да се појават на нашите, да кажеме, воркшопови или работилници каде што ќе се врши тоа препознавање. Во секој случај станува збор за амбициозна задача, значи да можеме во наредните 2 години во Република Македонија 1000 работници делумно или целосно да добијат сертификати, ако и веќе имаат познавање и искуства од енергетската ефикасност. Крајната цел е да сите овие системи на сертифицирање на вештини и квалификации за енергетска ефикасност бидат меѓусебно препознаеми и прифатени од сите земји. Процесот е сосема друг, тоа оди на државно ниво. Ние само за сега можеме да направиме со оние што имаме меморандуми, Словенија и Хрватска. Можеби во текот на проектот ќе имаме понуда и од други држави да меѓусебно видиме дали може да има препознавање. И тоа значи дека луѓето што ќе се обичуваат да имат отворен пристап на целиот европски пазар. Во статус кво анализата ние направивме проценка дека во овој момент парцијално годишно во Македонија се обичуваат помеѓу 500 и 700 луѓе за нешто поврзано со енергетска ефикасност. И тука најмногу доминираат фирмите кои имаат своји материјали и опрема. И они дават бесплатни курсеви, ама меѓутоа тие се ограничени само на употребата на материјалите за енергетска ефикасност или евентуално на опремата што ја користат. И во нивниот. Да. Другиот дел има веќе акредитирани програми за 3 струки преку Центарот за образование на возрастни според новиот правилник, кои што се бават во делот на фасада, изолација на фасада, гипс монтери и мислам за столарија, кои што се веќе распоредени во 7 институции, меѓутоа нивниот обем е не повеќе од 70 годишно, што поминуваат низ тие, и има низ неформално образование максимално уште 100. Значи, реално годишно, како е некој вид препознатливост на обуката е околу 800 луѓе. Заедно со овие приватни фирми. Од друга страна имаме ситуација да доста градежни фирми веќе на своја рака си ги обучуваат работниците. Ние примерно веќе одредени фирми добијат сертификати од станови со категорија А, енергетска ефикасност А, што значи да се направат тие станови, тие работници морале да имат работа. И проценката, ова е слободна проценка, дека над овие обучените некаде помеѓу 1600 до 2000 луѓе имаат знаење за одредени операции и вештини да градат станови. И тие се всушност нашата цел да добијат видливост и препознатливост дека они тоа знаат да го работат.